Lavovi moji, ajde, večer ovak se vidime. Ajde, se gledamo. Ajde, Клемповка, ajde известете ја да ви Хатидже, да ја сообщиме убавата вест. Ajde, брзо. Рамис! Господаре, те убие Рамис! Рамазане, не туку колни, Рамазане, ќе се скамениш. Мис додеа, бе! Мис додеа да чистам кокошкини гомна! И мене ми здодеа веќе од тебе. Излези од дома. Опа! Хатидже, да Хатидже, мајка ми те вика. Мене ли? Што е ова секој ден? Зошто те викаме Ирен? Тата? Може ли да одам? Оди, ќерко, може има потреба од тебе. Ајде напред, ајде. Stefan Efendi! Stefan Efendi! Полека. Stefan Efendi! Што се Каде? случи? Каде е? Кој? Машината за шење. Ја продадов. Ја продаде. Пили Петрус Ефенди даде пари и ја зеде си за Не мене. може да ја продадеш машината за шење. Зошто? Види, Хасан. види, злато ти донесов. Златото намерем. Колку сакаш да ми од тук? Добро. Задоцни. Врати ги овие на место. Ајде. И ајде сега оди си. Ја продаде, а? Да, ја продадов. Добро. Не можеш да ја продадеш! Сатану една не можеш да ја продадеш таа машина! Не можеш да ја продадеш! Остави ме, Хасан, инаку ќе повикам полиција. Тргни ги рацете од мене. Тргни ги. Ајде, оди си. Сатану една. Сатану. Разбрав. Ако сакаме млеко од тебе, ќе морам аж да ти најдеме. Те разбирам. Зарифе! Молам, тато. Ако видиш бик на ливадата, кажи ми. Ете, гледам. Каде? Ене, онаму. И јас го видов зетот. Тргај. Господе, точно ли зборуваш за да меријам? Точно зборувам, Хатидже. Малку подоцна со своји очи ќе видиш. Ти се колнам дека првото дете што ќе го родам не е важно дали ќе биде машко или женско, а твоето име ќе му го дадам. Што рече? Ало, нека ти да меријам. Од радост не знам што зборувам. Кравичке, види, конечно ти најдовме маш. Не сакам ниту една грешка, да си знаеш. Ние доаѓаме. Да не го оставаме зетот да не чека, ајде. Ја продал. Ја продал. Зарифе, речи му на Бајтар Ефенди дека кравата си го доби тоа што го сакаше. Останатото е негова работа. Ке му речам, тато. Ајде да видиме. Ќе се видиме вечер.
Оп, каде? Сакам да го видам кај макамот. Имаш ли закажано? Да одам јас. Не можеш да го видиш ако нема закажано. Ајде бе, трни се да Ако влезам. нема закажано, ти реков, не можеш да го видиш. Имам, колку што сакаш. Така кажи бе човеко, ајде влегувај. Да, се, ја... Ви. Зарно нека е, Рамис Ефенди. Кај макамот да го видам. Јас не знам ништо за тоа. Не си? Многу важна работа. Оди бргу, јави му, инаку многу ќе се налути. Како и да е. Лези, Рамис Ефенди дојде. што се случи? Да, вие сте го повикале. Добро, Повели. лези. Видели? Како си? Добар си кај макаму? Малку, така сум настина. Со помин нека е. Далеку од вас. Знаете, сношти се легнав нечист и не успеав за суфур да станам. Јас пак ти донесов кајмак и мед за ифтар. Штом не постиш, да ти дадам сега да го јадеш. Не, благодарам. Да внимаваш. Изнемоштен си. Слаб изгледаш. Од сега па натаму јас ќе се грижам за тебе. Да отвориме да Си ми жив, видиме. Рамис Ефенди, но јас не сакам многу кајмак со мед. Види, ова е кајмак. Кајмак. Ајде да го отвориме и ова. Ова е мед. Ова му дава сила на човека, сила. Да го изедеш ова, инаку како ќе го доведеш во ред толкав песочан? Ама не любово казни фоне никаквец, а? И тоа како? Со години им ја пие крвта на селаните. Ајде, отвори ја устата, да видиме, Ајде, отвори. Што правиш, Рамис Ефенди? Ајде, отвори. Ама немојте, молам, сега ќе дојде некој ќе не види. Нека видат. Не е срамота, отвори. Ама, Ајде, чичко Рамис. Да не се срамиш? Чичко Рамис, Ете, така, сега сум ти Чичко. Кажи уште еднаш. Ајде, кажи да слушнам уште еднаш. Чичко Рамис... Отвори ја устата да видам. Нека забележи, нека се израдува. Кај макамот на Чичо Голтни. Така. Бајтар Ефенди! Бајтар Ефенди! Бајтар Ефенди! Зарика? Види, судбината не сакала. Кој е дошол? Едно преубаво девојче, дедо. Ќерка му на Рамис млекарот. Керка му на Рамис? Рамис имаше 2 скапани заба. Кажи му да дојде да му ги извадиме. Внук си му на Бајтар Ефенди? Да, на Бајтар Ефенди сум му внук. Ама, те се запознале со внук ми. Вчера дојде од Скопје. Завршил учителско. Тука ќе ги учи децата. Хатиџе, Керко, каде остана? Ете, дојдов. Плачеш ли ти? Не плачев, мамо. Ја е зарно нека е.
рекле на празно. Шивачот не може да си го закрпи своето. Зошто дуџанот на Хасан е затворен? Не е ни време за молитва? Боже, Боже. Добар ден на сите аги. Добар ден. Рамис Добар Ефенди. ден. Лекарот за млекото, касапот за месото. О, Рамис Ефенди, каква убава случајност. Повери се. Каква случајност? Ти не сакаше ли мене да ме видиш? Така да е, не лути сте веднаш да е. Што е, што ти треба? Значи дојде, а? Дојдов. Затворени сме, господјо, затворени. После дојдете, после. Па, Рамис Ефенди, како да работите кај тебе, а? Се исто. Ја, А твоите? се исто. Моето се исто, твоето се исто. Исто ли е? Кажи ми, дедо ти како е? Добар. Многу добар. Постојано те поздравува. Благодарам. 7 години веќе како умре. Ја, Ја. Рамис Ефенди, Молам? ти сигурно знаеш Што знам? зошто толку многу инсистирав да те видам. Воопшто не се надевај, Џабар Ефенди. Одговорот ќе биде немој, Рамис Ефенди, Не. така полека, Не. почекај. Во тешка состојба сум, Рамис Ефенди. Седев, размислов и си реков, ќе одам до Рамис Ефенди да ја барам. Денес едната, а утре другата. И другата ли? Што да им правам на двете одеднаш? Што на едната, тоа ќе правиш и на другата. Немој така, Рамис Ефенди, немој. Ова работа за мене вреди колку и животот. И за мене вреди. Види, Рамис Ефенди, душата ми гори. Многу сум осамен. И ми здодеа веќе да бидам сам. Твојата осаменост со кравата ли ќе ја надминеш? До мојата крава музара ли ти дојде? На Хатидже прекарот ти е крава? Музалка? Што рече ти, бе? Јас велам крава музара, а ти ми велиш Хатидже. Да, јас зборувам за твојата голема ќерка Хатидже. Ако ми дозволиш, сакам да се оженам со неа. Со Хатидже? Ако ми дозволиш, ке ме направиш најсреќниот човек на овој свет. Не можам веднаш да ти кажам. Малку да размислам. Зборуваш ли, Рамис Ефенди? Тебе ти велам, Рамис Ефенди. Кажи, зборуваш ли со Џабар Ефенди? Зборував. Размислувам. И што уште размислуваш? Размислувам за Хатидже. Џабар еме стар, еме вдовец. Многу стар. Чувај ми го умот, мил Господе. Ке ме спобудалиш ти мене. Слушај, среќата ни дојде до врата. Ти се уште велиш, ке размислам, жено, ке размислам. Најбогатиот човек е Џабар Ефенди тука. Размислувам, не ме прекинувај. Ке инсистирам. Утре са бајле, со Хатидже ќе разговарам. Да видиме што таа мисли во врска со ова. Со Хатидже ке разговараш? Па каде се видело татко да се советува со девојка која треба да биде невеста? Бог да чува.
како што се договоривме. И ти ќе си го одржи зборот. Секако така ќе го одржам. Ова земјиште е наше, Петрус Ефенди. Малку време ни остана, голем бунт ќе дигнеме. Османлиите не ќе може да се спротистават. Изгаси ја лампата, брзо. Тој е нашиот кројач Хасан. Што ли бара тука? Што е ова? Што е ова, бе? Боже! Што е ова, бе? О! Дедо Рамис, дедо Рамис! Дедо Рамис! Што се случи, Аџали? Зошто толку викаш? Војко ми годнеле во станица, тебе сакаа да те видат. Вујко ти во станица годнеле? Да, Ајде! Што направил за да годнесат во станица? не знам. Боже, оу! Газата на куќата се откажа од жалбата и ја средивме состојбата, Рамис Ефенди. Ако ти не се вмешаше... Ти благодарам, кајмакаму. Влези. Одврзете го. Живи Бога, Рами, сага немав никаква Молчи, лоша намера. молчи! Со тебе после ќе разговараме. Кајмакаму, ако ми дозволите. Тргај, тргај. Спобудале ли, Хасан? Зошто му влезе на човекот дома, бре? Господа ме казни, Рами, сага. Живи Бога немав лоша намера. Ама убавината на машината ме Дури од маѓепса. магарето стана човек, ама од тебе не станува. Прибери си го малку умот. Размислувам, Џабар Ефенди. Ајде да видиме, ајде. Влези во дуќан. Ќутук. Ти реков размислувам? Се пореметил. Помини бе? Опа, полека, застани. Пријателе, мојот пат тука завршува. Да си жив и здрав. Ако одиш брзо, пред да се стемни ќе стигнеш во Песочан. Од оваа страна ли? Да, пријателе, право ќе одиш. Ти благодарам. Да си здрав и жив. Среќен пат.
Како си? Добар си, Чамуран? Добро утро, татичко. Татичко, добро утро. Добро утро, мои девојчиња. Добро утро, татичко. Добро утро, Хатидже. Добро утро, татенце. Добро утро, Вахиде. Добро утро, татичко. Добро утро, Зарифе. Рамис, проклета не си Рамис. Барем еден ден да кажеш некој убав збор, многу ќе се зачудам. Девојчиња, ајде сите внатре. Треба да разговарам со таткови. Ајде. Со тебе колку може да се направи муавет. Рамис, веќе ми е прекуглава, да знаеш. Зошто ти е прекуглава од мене? Ти знаеш зошто ми е прекуглава? Не знам. Знаеш. Не знам. Знаеш. Не знам. Знаеш. Не знам. Знаеш. Не знам. Знаеш ти, велам. Знам. Добро. Ама мислам дека не е лесно да ја дадеш својата ќерка. И тоа големата ќерка да ја дадеш. Фатма, се сеќаваш ли кога се роди, а? Не се сеќавам. Како да не се сеќавам? Јас ја родив. Да. Точно, ти ја роди. Колку убаво дете беше. Рачињата и ноџињата и беа многу дебели. Исто како мои вераце. Погледни, исто како мои вераце. Исти. Ајде да си одам јас. Каде бре човеку? Одам на работа. Ама ништо не ми кажа. Па јас се мислам. Не, мислењето заврши. Секој ден прашува Џабар ефендија. Доаѓа Бедија и ме прашува одлучивте ли? Фатма! Нема што да мислиш. Или ќе одлучиш или за вечера печена кокошка, а? Не можеш да заколеш. Ќе заколам. Не можеш. Ќе заколам. Не можеш да заколеш. Ќе заколам и тоа многу убаво ќе заколам. Значи не можеш. Ќе ги искубам пердувите, ќе ги скршам крилјата, ќе ја исечам главата и ќе направам супа. Фатма, види убавице моја, види мила моја. Да не раздели некоја глупост нас. Хубавото коковче. Залудно не ме моли Рамис ефендија. Или ти ќе одлучиш, или вечер ќе јадеме кокошка. Вечер ќе кажам. Не грижи се, јас ќе те спасам од овие, не грижи се. Не го слушај него, слушај ме мене. Ќе ти ги искубам пердувите, ќе ти ги скршам крилјата, ќе ти ја исечам главата и ќе направам кокошја супа. Ме разбра, а? Ме разбра убаво, нели? Ајде, Ерлија, работа. А ти разбра ли? Влези. Кај бакаме, има пристигнато телеграма од Валијата од Битола. Дај да видам што е. Повелете. Извршен е обичен напад на нашиот почитуван паша Абдулахмид хан. Повеќето од извршителите на нападот или се уапсени или се пронајдени мртви. А по останатите натаму се трага. Проклето! Меѓутоа, лице за кое е наречен доктор Мустафа, непријател на власта, успел да избега. Врз основа на направените истражувања и следење добиените податоци, најверојатно е дека горе наведената личност избегала во Македонија. Ве замолуваме да бидете внимателни во врска со оваа тема. Подпишан Абдулкерим Паша. Немам веќе трпение, Бедија. Зошто Рамис ефенди прави вака? Секој ден одам кај нив, Џабар ефенди. Секој ден. Зборувам со госпоѓа Фатма, зборувам, пена ми фати устава. А знаеш што ми вели таа? Рамис ефенди никако не можел да се одлучи. Бедија, ти денес ќе одиш кај нив. И ќе им речеш дека на Џабар му досадило од оваа работа веќе. Или нека да не се одлукат утре, или јас ќе се откажам целосно од цела оваа работа, разбра?
Во право си, Джабар Ефенди, што да кажам, сосема си во право. Ми се измеша, мислите, господе, помогни ми некако. Слушај ме сега. Овој Джабар Ефендија е добар човек. Богат, но е многу стар. Човек во години е, бре. Ама, што да правам? Се гледа дека ја сака Хатиџе, но не се знае дали Хатиџе него го сака. Смилувај се, господе. Дај ми некој знак. Што е тоа? Паричка! Што значи сега ова? Ништо не разбрав. Додека ти мене ми објасниш, јас ќе пукнам овде. Досадува оваа жена? Добре дојде Рамис ага, повели. Добро ве најдов, Хасан. Ни донесе ли бомбони, дедо Рамис? Ма не можам да ви дадам, зафатени ми се рацете. Хасан, соши го ова. Му се гледат гачите на дедо Рамис. Молчи, безобразен. Во ред, Рамис, облечи ги веднаш. Не ги соблекувам. Соши ги на мене. Да не те боцнам со иглата, после ќе се налутиш. Нема да се налутам. Ама не може така. Ама, не соблекувам. Ши! Во ред. Фатма, Джабар Ефенди веќе чека од вас одговор. Зошто мажот ти толку ја должи? Не знам. Ако ти не знаеш, кој ќе знаема, Фатма? Ама бедија, секој ден му зборувам. Му велам, Рамис Ефендија, кажи ми одлуката. Не кажува, кажи, не кажува. Како и да е, да не должам повеќе? Единствено што вели е да размислам жено, Секој ден ме полудува. Джабар Ефенди воопшто не го засега тоа, госпожа Фатма. И да знаеш, почна да се премислува. Па, во право е. И јас да бев на место на Джабар, и јас ке мислев исто. Фатма, види вамо. Прави што ќе правиш, гледај да го убедиш мажот ти. Не може вака. Се плашам дека Джабар Ефенди ќе се откаже. Што ако му текне да рече, се откажувам, не сакам, и што после тоа? Бог да чува. Бог да чува. А оној твојон и наечија тврдоглав маж, додека вака прави, Бог нема да чува. Ах, тврдоглав Рамис. Ах, тврдоглав маж. Птицата на среќата ви лета врз глава. Сака да ви застане нарамо, ама твојон маж постојано ја брка птицата на среќата. На крајот ќе се здосади и таа ќе ви се посере нарамо. Каква баксу жена сум јас. 25 години го трпам овој човек, секогаш го прави истото. Слушнавте ли нешто? Каже ли некој име, кажувајте. Тато да сакаше да те даде, одамна ќе те дадеш. Не велите така, не се знае. Хасан треба малку да побрза, да не се однесува како плашко, нека биде вистински маж. Што се случува овде, девојчиња?
Бог да чува. Бедија, Повели. знам ја што ќе му направам. Оди вака кажи му. Дај Боже, јас до утре сабајле ќе му испратам добра вест. Ќе му речем. Ајде пријатно. Ај со здравје. Вахиде, оди кај Меирем, нека дојдат вечерва на ифтар. Нека ги земат и децата, ајде. Јас имам работа, мамо, ќе правам воена вежба. Добро, добро. Така, продолжи ти. Јавај конј, тепај се со мажи и после остани без да се мажеш. И ќе остана, мајко. Господе, ти чувај ми го паметот, Господи Боже! Јас овде да се мачам, да најдам масални мажи за сите, а вие качете се на конј и тепајте се со мажи. Јас одам, мамо. Добро. Ајде, ајде вие влегувајте. Ајде, ајде. Да не доаѓа некој деца. Дете до Рамис, не грижи ли се? Што е? Ти реков дека ќе те боцна. Гледаш, рече дека мене ќе ме боцнеш. Сам се боцна. Во последниве денови ти се случува нешто, Хасан. Многу си занесен. Бог да чува. Беше несмасен, сега и си бетер. Така ли? Така. Но не оди вака. Сите наоколу зборуваат за тебе, те оговараат. Така, а што велат? Што велат? Велат дека господин Стефан не беше фер. Требаше него да му ја дадат машината за шиење. Наистина ли така велат? Верува. И знаеш што друго ми велат? Кројачот Хасан полудел. Отишол кај Петрус. Бога ми не знае што да направам, Рами Сага. Направив една лудост. Да не беше овој кај Макамот. Ти уште ќе беше во затвор, знаеш, нели? Знам. Сега знаеш. Види, Хасан, знаеш, тебе те сакам како свој син. Знам. Ама преска ти реков што ти реков. Не оди вака. Прибери си го паметот. Памет реков, па ми текна. Хасан, синко, треба тебе да те ожениме со некоја добра девојка. Што велиш, Рами Сага? Тогаш ќе се опаметиш. Ќе знаеш каде ти е местото. И јас сакав тоа да ти го кажам, Рами Сага. Сакам да се оженам. А ти имаш некоја на ум? Имам. Како не? Крени ја главата, погледни ме в лице. Кого сакаш? Кажи кого сакаш. Кажи. Да ти кажам? Кажи. Не кажувај. Сакам ми текна ме чека да се кај Макамот. Те молам, немој да ми кажуваш. Сега не зборувај. Подоста се ќе ми кажеш. Рами Сага. Рами Сага. Што е сега? Рами Сага. Што е? Рами Сага. Да те ожениме, ми рече. Жи Бога така рече. Хатидже моја, Хатидже. Хатидже. Проклето нека е. Стројничката Бедија повторно дојде, дадо. Повторно ли дојде? Повторно дојде. Оваа недела по трет пат. Се плашам дека најдоа некого за мене. Не ја праша мајка ти што се случи? Како не ја прашав? Хасан треба малку да побрза, за да ме запроси од татко ми. Во право си, Хатидже. Многу се плаши татко ти зашто сме сиромашни. Ама ти не грижи се, јас ќе разговарам и ќе го охрабрам. Разговарај, дада Миријам, ти си ми надеж. Ајде веќе да си одам, мајка ми ќе ме кара. Вечерва ве чекаме на ифтар. Добро, ќе дојдеме, се гледаме. Тоа не е Хасан? Да, тој е. И зошто трча како бесно магаре?
Хатидже, готово е, Хатидже, готово. Што е готово, бе, Хасан? Да не си полудел? Хатидже, јас доаѓав кај вас. И па јас дојдов кај вас. Кажуве, што е, Хасан? Хатидже, слушни. Изгледа татко ти ќе те даде за мене. Навистина ли така велиш, Хасан? Зборуваше ли со татко ми? Не, јас не зборував. Чекај да ти кажам. Денес татко ти дојде в дуќан. Рече, Хасан, тебе ти е веќе време за женење, рече. И ми рече дека треба да ти најдеме некоја девојка асална и вечерва дојде да зборуваме. Навистина така ми рече, Хатидже. Навистина ли така велиш, Хасан? Мајка ми вечерва ве покани на ифтар. Господе, ти голем си. Навистина? Господе! Дада Вахиде! Што се случува, мили мои? Мајка ми те вика. Зошто? Таа ни рече дека треба да се подготвиме за ифтар. Добро. Хајде тогаш. Кога ќе пораснам, јас ќе носам пушка како тебе. Немој мајка ми да те чуе за ова, добра? Добра. Влези. Кај макаме, јас дојдов. Чичко Рамис, дојди. Не, нема да дојдам. Ова, јас... слушај што ќе ти речам. Ние вечерва те чекаме на ифтар. На ифтар ли? Денес не ти донесов мет и кајмак, зашто вечерва е ифтар. Да не ве вознемирувам, Рамис ефендија. Не. Ќе ни биде многу мило ако дојдете. Во ред тогаш. Ќе дојдеш ли? Да. Навистина ли? Да. Па тогаш да ти го опишам патот до дома. Сега, излези надвор, врти лево, може и десно да вртиш, потоа ќе свртиш лево, Рамис ефенди, молам, ајде да позборуваме малку. Да зборуваме. Повели тогаш. Чекај тука, Ќамуран. Како што кажав писару, никој не треба да знае за оваа телеграма. Како ќе наредите кај мака му? Конечно те најдов кај мака му, Дилавер. Пријатен ден. Пријатен ден. Пријатен ден кај мака му. Добивте ли телеграма во врска со бегалецот од Истанбул? Ми стигна, Джезми, не грижи се. Се потрудиле да го симнат од престол пашата. Овие побудалеле сите. Сега не е време да зборуваме за тоа. Пријатен ден. Пријатен ден кај мака му. Дојди да видиш, Рамис ефенди, дојди.
Одлучи ли Рамис Ефенди, а? Одлучи ли Рамис Ефенди, а? Одлучив. А? Кажи, ајде. Нема да кажам, после ифтар ќе кажам. Сакаш да пукнам јас сега? Камо да се случи тоа? Кажи ми, ајде, што одлучи. Кажи ми што одлучи. Нема да Кажи. кажам. Види, на вечера го поканив и кај Макамот да ставите уште начинија на маса. Кај Макамот ли? Јас ги поканив Мејрем, Хасан, децата. Па добро де, сите заедно ќе јадеме тоа што има. Што фали? Добро. Рамис, ајде, кажи ми што се случи, ајде. Не кажувам. Ти реков дека ќе кажам после ифтар. Рамис, сакаш да полудам сега, ајде. Господи Боже. Здраво, живо, тетко. Здраво, синко. Каде е куќата на млекарот Рамис? Млекарот Рамис? Види, ќе одиш право по овој пат, ќе одиш, после ќе стасаш до едно орево дрво, после ќе свртиш налево и таму е. Ти благодарам. Нема зошто, душо. Да нема некој проблем, ај зарно да е. Не, нема ништо. Поканет сум на ифтар. Ајде, пријатно. Ајде, пријатно. Ајде. Леле, колку убави ми станале моите деца. Немој, сине. Леле, да сте ми здрави и живи. Бате, ајде ќе биде ифтар, да не задоцниме. Срамота е да не чека Рами зага, ајде. Видете го Војко ми. Го дојде главниот пеливан. Многу згоден си станал, бате. И шиев за себе. Со години стојат во сандакот. Си реков да се облечам убаво, Добро така ли си е? сторил, да знаеш. Рами зага, ако не ти ја даде тебе Хатиџа, на кој друг ќе ја даде? Мислиш ке ми ја даде Хатиџе? Така рече. Ми рече да ме оженат мене. Јас така разбрав. Ете, затоа не покани сите кај него на ифтар. Ќе ја земеш да ме Хатиџе за жена? Молчете. Немој да сте прозбориле кај Рами зага, да не засрамите. Добро ли? Ќе станеш зет, Војче. Доста веќе, доста. Војко ми ќе стане зет, Војко ми ќе стане зет. Ајде да одим, ајде. Утивко. Не мрдај, ќе пукам. Представи се веднаш. Осум кроз 13. Доктор Мустафа. Кажи, гугутке. Каде беше? Кај комшиите. Што јадеше? Лепче. Што скрши? Тањерче. Кој те виде? Мамичка. Кој те погали? Татенце. Кажи, гугутке. Ајде вие. Кажи, гугутке. Добре дојдовте, Хасан. Нека е заарно, Хасан, многу убаво си се облекол. Ако те види, некој ќе помисли дека одиш да запросиш девојка. Ха! Демек, ти си му пријател на Музафер. Да. Демек тебе ти испрати да те кријам. Да. Ве нападнаа кога се спремавте да го симете од престол султанот. Да. Добре, дојде мили брате. Добро те најдов.
Секогаш си добре дојден. Слушај ме, брате Мустафа. Сигурно дека ќе најдеме некој чар. И да се криеме некаде. Сега, ако те однесам дома, ќе привлечам многу внимание. Стигна вест од државата дека те бараат. Може ли да се снајдеш уште вечерва? Можам. Во ред тогаш. Утре предпладне ќе се сретнеме под ова дрво. Добро. Ајде, оди сокри се. Ајде. Добар ден кај Макаму. Добар ден. Каде остана кај Макамот? Се избаши од кучињата, се врати назад. Здраво живо. Добра вечер, Чичко Рамис. Добро вечер. Не се вознемирувајте, ве молам, седнете, ве молам, не се вознемирувајте. Повели. Кај Макамот на Чичко Рамис. Седни си. Ајде да видиме. Извини, ама ќе јадеме тоа што имаше дома. Што уште да има, Чичко Рамис? Да ти се потатат рацете, тетко? Не сум го донела гладното јадење. Да го донесам и јадете. Има и главно јадење. Ова е главното. Мирисот на тајар? Мирисот на тајар? Тајар мој. Не можев да те спасам од оваа жена. Тајар е мој, тајар. Зарем сонувам јас? Тајар. Тајар? Жив ли си, бре? Кој е тогаш во ова тенџере? Кој е ова? Господе, да не ме разделиш мене од тајар мој. Штом не бил тајар? Пее оџата. Ајде да кажеме молитва и да ручаме. Нека ни исполни сите наши молитви. Ајде, и ти почне. И ајде што ти. Амин. Ајде сега. Ајде, деца. Се да изедете. Штом не бил тајар, може да јадеме. Повелете. Навистина помисли дека го заколив тајар? Како да не? Ајде да видиме. Се мислев и одлучив дека сега е моментот да кажам. Во овој рамазански ден сите сме заедно. Ти благодарам, Господе. Дај Боже да си одлучил како што треба. Хатидже, ќерко? Повели, тато? Хасан, сине? Повели, татко Рамис. Што викаш, сине? Седни на место и слушај. Хасан, синко, ти велам, синко, ти не си туѓ. И кај Макамот не е туѓ. Затоа кажувам и пред вас. Јас мислев. Ќерка ми Атидже, веќе е време да се омажи. Сакам да ја омажам нејзе со некој добар човек. Како што ќе кажеш ти, тато? О,
Значи има добра вест? Дај Боже, дај Боже. Господе, не ми се верува. Ајде, кажи. Ке заборавам што треба да кажам. Молчи. Ќут. Се мислев. Сакам да те омажам со некој добар човек што ќе те усречи. Така е. Секако. Молчи малку, сине, а? Ќерко Хатиче. После ова, да не лежиш во ладно, да не готвиш јадења без месо. Да имаш еден куп деца и да не пораснат во сиромаштија. Како што ќе кажеш, тато? Така велам, ќерко, така велам. Кажи, ајде. Јас мислев. Ејде. И одлучив ќерка ми Атидже дека треба да му ја дадам на месарот Џабар Ефендија. Леле, Господе, сите желби ми ги исполни. Ти благодарам. Прозбори бе, Хасан. Кажи нешто бе, Хасан, што велиш? Што му е на човеков, бе? Што му е на човеков? Што ти е, бре? Полека. Мудри го по грб, гледаш. Јас мислев ќе кажеш нешто. Ајде, доста веќе, Хатидже. Ќе умреш од плачење? Не се предавај. Сигурно ќе најдеме решение. Какво решение, Зарифе? Утре ќе дојде да ме запросат. Татко ми ќе ме даде на стариот и дебел месар. Јас ако се омажам за друг човек, ќе умрам. Па што молчеше? Што не му каже на татко? Што не рече дека нема да се омажиш со месарот? Што зборуваш сега, Зарифе? Зборуваш чудно? Зарем се кажува такво нешто на тато? И зошто молчеше Хасан таму? Да кажеше дека ја сакак Хатидже, немаше да ја дадат на месарот. Каже или не каже? Тогаш овој Хасан не е маж, туку е кукавица. Зарем ќе ја остави на друг девојката што ја сака? Не можеше, ете. Хасан не знае да зборува, зарем не го познавате. Особено кога ќе се возбуди се здрвува целиот. Кога ќе се омажеш ти со месарот, ќе го видам тогаш што ќе прави твојот Хасан. Подобро ќе умрам отколку да се омажам. Сега ќе удам ке тато и ќе му кажам дека се сакаме со Хасан и толку. Ете толку. Ти воопшто немаш памет, Хатидже. Ќе му речеш на тато да те даде на Хасан. Хасан без да те запроси, ти сама ќе одиш со сила, така ли? Те слушам и мене ми е чудно. Што ќе правам јас? Ти ништо нема да направиш, Хатидже. Ако навистина те сака Хасан, како маж ќе оди кај татко ми и ќе каже дека те сака, Хатидже, и дека не може тој да те даде на месарот туку така. Ете толку. Ете толку. Зарем може да го каже тоа Хасан? Зарем може тоа Хасан да го каже? Зарем ти воопшто не си слушнала за Ферхат и Ширин? Тој што е маж, ќе земе во предвид се. Тој себе направил за љубовта. Види вака, Хасан ако не те побере од татко ми да знаеш дека не те сака, Хатидже, и тогаш немој да се растажуваш, тој не те заслужува тебе. Во право си, Вахиде. Или ќе ме запроси, или ќе ме заборави. Ете толку. Ете толку. Утре се ќе се реши. Или ќе те побара, или... Ајде, легнете веќе. Навечер никако да си легнете. Сабајле никако да станете. Добро, мамо, ќе си легнеме сега. Ете толку. Ајде.
Фатма, изгаси го тоа да си легнеме. Значи, утре ќе дојде да ја запроси, така ли? Леле, ќе умрем од радост. Јунако мој многу размисли, но на крај одлучи како што треба. Така велиш? Да, така велам. Девојчињата беа многу намуртени. Хатиџе многу молчеше. Многу се намурти. Зошто? Нема такво нешто, тебе така ти се причинило. Рамис, сега сакаш ли Џабар да направи една убава свадба, како што јас мислам, а? Голема свадба. Ќе го поканиш Ахмет Ефендија, дури од Солун. Тетка Фериде ќе дојде, дури од Скопје. Сите нека видат како се прави голема свадба. Може би на свадба и другите девојчиња ќе си најдат по еден късмет. Фатма, Хатиџе е загрижена за нешто, гледам, но ќе најдам што е. Ќе најдам. Рамис, сакаш ли Џабар Ефендија на свадба да испече 5 јагниња, а? Ќе ги поканиме сите од тука. Сите нека се соберат, сите нека се развеселат убаво, а? Што велиш? Ми текна. Што? Хатиџе не сака да се омажи за месарот. Затоа беше така намуртена. Господе Боже, што велиш, бре, ти човеку? Ке стане невеста. Зарем сакаш да стане и да игра на средина? Се растажи затоа што ќе се раздели од нас. Зарем е тоа лесно, Рамис Ефендија? Епа не е лесно. Ке си замине од тука, од своите. Така велиш? Така велам. И јас многу се растажив кога ми кажаат дека ќе ме дадат на тебе. И јас многу плачев, затоа што ќе се разделам од мајка ми и татко ми. Ти не достигав ли, мила моја? Зарем имаше време да ми не достигаш? Прво, Хатиџе се роди, знаеш, потоа Вахиде, Зарифе, Емине, Пембе. Немаше време за да ми не достигаш. Нема да ги земаш гугутките вечер. Нема. Сакам да те слушам тебе вечер. Така ли? Така. Добро. Дадичке моја, каков баксу си? Хасан. Господе Боже, што им се случува на животните?
Смири се. Смири се. Никому нема да наштетам. Целта ми е само да се скријам. Смири се. Сега ќе те пуштам. Немој да викаш, во ред? Во ред? Немој да викаш. Смири се. Смирено.